Првиот компјутер го добив некаде на 7 годишна возраст, што така почнав да играм, но мултиплеер прва игра што ја играв беше во, не знам, исто 7-8 годишна возраст во интернет кафе каде што се играше Counter Strike и отидов таму после училиште со школски другар и ми фалеше играч, те ме века ајде да играш со нас. Така седнав и нели за да почнеш, има интересна случка за да почнеш да играш некоја игра мора да се потпишеш. Ја појма немав како сакам да се потпишам. И се бира име и лого, мислам има во Counter, ако не се лажам, да, и лого. И логото го одбрав костурска глава со две коски. Мене тоа ми личеше као скелет и така првото име што го има во Counter ми беше скелет и тоа име ми остана, мислам дека цел живот, така да што во даден момент бев толку ми сметаше тоа име што секаде каде што бев потпишан скелет во онлайн работите се го сменив името во Дарио за луѓето да почнат ме викаат Дарио, веќе сите ме знае како скелет. Прв пат Дота ја играв во едно локално интернет кафе, игравме Warcraft и дојде едно другарче од Скопје што ни предложи да пробаме еден мод на Warcraft играта што се вика Dota. И така почнавме да ја играме. Тој беше доста појак од нас, што не беше интересно за нас останатите. Но посериозно се заинтересирав кога излезе Dota 2 и International, кога сфатив дека уствари може да се направат пари со оваа игра. И така тоа ме заинтригира, но сериозно почнав да играм. Го памтам денот, тоа е 1 септември 2019. Го памтам веќе тогаш се запишав као студент брцаш на Финки, само што се вселив во станот и прво што направив го отпакував лаптопот и си направив нов акаунт на Steam за да почнам да од clean slate да играм Dota. Зависи дали прашањето се мисли на македонскиот геймер како индивидуа или тимот како целина. Ако е како индивидуа, мислам дека тоа зависи од самиот играч, но доколку тоа е како целина, тогаш нема баш добри услови, бејќи нема македонска организација што е спремна да се вложи во поддршка на еден тим правилно. Пример, во текот на моите години како геймер сум бил контактиран од повеќе македонски организации, сум бил дел од неколку, што веројатно сами по себе давале, се што можат за да го подкрепат тој тим, но не е доволно споредбено со некои други држави понапредни, каде што еспорт културата е на некое понапредно ниво. Пример, ако земиме со споредба еден играч со ист скил што е роден во Македонија и еден играч со ист скил што е роден во Шведска, тој што е роден во Шведска има експоненцијално подобар поголема шанса за успех во споредбено со тој во Македонија. Моја најголема пасија беше да направам целосно македонски тим што ќе е успешен интернационално. Значи, го сакав да оставам тимот на прво место. Јас лично како играч сум играл во финале на, мислам дека секој македонски турнир што сум учествувал, каде што првите 2 или 3 турнири секој завршив на второ место и дури имаше едно мим тогаш, што демек не е битно кои се екипите на турнирот, се додека Дарио учествува на турнирот, автоматски е второ место. После тие мимс го основав тимот Мистик, каде што игра играчи со кои што текот на годините станав доста близок и уживав да играм. Мислам дека секој турнир што го игравме со Мистик завршивме прво место, ако не се лажам. Освен тоа имаме освоено и доста онлайн турнири, како и единствениот LAN турнир што го имаме играно, тоест единствениот LAN турнир што го имаме освоено, не играно, во Косово. Сепак најголемата шанса за да успеевме како на интернационално ниво, нели што тоа и сакав да го постигнам како фул македонски тим, беше на WESG 2017, што му доаѓа нешто како Олимпијада во Dota, каде што дури еден од играчите на тимот доброволно му го остапи местото на Сакса, нели како најдобар македонски играч, со цел да ги зголемиме нашите шанси за пласман. Таму поради некои наши ситни, но доста круцијални грешки, изгубивме во финалниот меч за пласман против тимот на Србија со 2:1. Тим кој што сметавме дека е послаб од нас. Ова малку ги демотивира играчите на тимот, па решивме да направиме кратка пауза од вежбање, што ствари стана трајна. Со единствен исклучок собирање за македонски LAN ивенти, чисто ради забава и ширење на македонската еспорт сцена, поддржување на македонската еспорт сцена. Мислам дека за
геймер од Македонија, посебно со целосно македонски тим, е тешко да се искористи максимум бидејќи нема доволно организации што ги поддржуваат македонските геймери и ретко од кој од геймерите се вложува 100% бидејќи не е спремен на крајот на денот да остане без пари, работа, факултет со без примања и наводно залудно потрошено време. Лично јас како студент на еден од поперспективните факултети во Македонија во однос на работа и примања бев спремен да се посветам целосно на Дота за банална минимална сума од некој месечен надомес што наспроти тие што би ги добило како програмер, чисто бидејќи мојата најголема пасија би беше и ми е геймингот и доволно би било да само да видам на некој начин дека некој го валоризира мојот труд и да се осеќам дека некој верува во мене и спремен е да вложи. За жал во Македонија не е тешко да се добие таков стимул, барем беше тешко, сега можеби е сменето, не знам. И па јас како и многу други што ги знам, биле многу високо на лидерборд, се откажале целосно или играат Дота само како хоби, баш ради таа причина. Моите родители се доста либерални луѓе што секогаш се спремни да ми дадат совет што тие сметаат дека е во ред, или не, за нешто што тие сметаат дека е во ред или не е во ред, но на крајот на денот одлуката за тоа што јас правам во животот секогаш останува само на мене и тие се ме поддржуваат во било кој аспект. И од тука немам никаква забелешка спрема нив, напротив баш сум благодарен. Тоа може да се види по тоа што кога починав на факултет ми беше потребен лаптоп и бидејќи сакав и да геймам во истиот тој период, после разговор со нив ми купија наместо обичен лаптоп, ми купија геймерски лаптоп, што патем речено го користам сега се више 8 години од кога се случи тој и уште го користам истиот, иначе да, лаптоп геймер сум. Со оглед на тоа дека моментално работам full time како software developer, самиот гейминг, само од играње Dota ми спаѓа во активно што ги правам во слободно време, но кога не геймам или не играм Dota, сакам да играм фудбал, социјално да се дружам со моите, другари, да играме некој board games или да изгледам некој добар филм или серија. Мислам дека моментално сме во фаза каде што повеќе организации стануваат се позаинтересирани за електронските спортови, но жалбата кај играчите, барем конкретно за Дота, мислам дека опаѓа. Самото тоа сметам дека е грешка на некои организации што, ветувале премногу на играчите, конкретно за Дота зборувам, за другите спортови не знам како точно како е точно ситуацијата, но ветувале премногу или имале некои погрешни политики, па играчите се буквално разочарани. Верувам и се надевам дека вие, МЕСА како организација и асоциација во случајов, имате научено над грешките од претходните и нема да ги повторите. Исто така би сакал да пофалам пример некои од турнири што се одржа лани, пример конкретно турнирот во МКЦ и Aiden Game Fest. Турнирот во МКЦ беше еден од најдобрите турнири на кои што сум учествувал, а беше мислам направен строго на доброволно, на волонтерска работа, не знам ни дали имаше ни спонзори. И е перфектен турнир што може да се направи во такви услови. А Aiden Games Fest е, мислам дека најдобриот турнир на кој што некоја сум учествувал и само пофални зборови за нив. Се надевам дека ќе продолжат да прават исти вакви турнири. За крај би сакал да се заблагодарам на МЕСА што ми ја пружи оваа огромна чест за геймерите од Македонија да ја слушнат и мојата приказна како малку постар играч и се надевам дека во иднина ќе се направат доста турнири, ќе се продолжи со вакво ниво на ангажираност за во самото еспорт поле и мислам дека се гледа светол пат за еспортот во Македонија. Благодарам.